изградба и ставање во функција на домот за стари лица и изградба на мултифункционалниот центар за рехабилитација на лица со посебни потреби. Од областа на инфраструктурата и сообраќајот нудиме решение со изградба на најмалку 2 општински катни гаражи во центарот на градот, со што во голема мера би се олеснил оној метеж секојдневен кој се создава во потекот на двете главни сообраќајници кои гравитираат околу реката Отиња. Зградата на поранешниот интернат, која е градена според сите стандарди и услови за сместување, ќе ја обновиме, ќе ја уредиме и целосно ќе ја реконструираме, ќе ја претвориме во нов дом за нашите повозрасни сограѓани. Место каде ќе можат да престојуваат, да се дружат и да ги поминат пензионерските денови во мир и спокој. Просторот околу зградата, наместо џунгла во сред град и место за пороци, ќе го преуредиме во убаво зелено паркче. Простор за сите, за дружење, релаксација и живот. Павел Иванов има план, има програми и решенија кои што можат да ги донесат потребните промени во Штип. Нова стамбена населба за млади семејства со 240 станови и субвенции за младите. Спортска сала Симеон Шутев за промоција и унапредување на спортот. За повозрасните сограѓани, проект Достоинствена златна есен, модерен дом за повозрасни лица и лица со попреченост. За помали трошоци и повеќе пари за граѓаните, имаме решенија за намалување на сметките, помалку пари за одење во градинка и посебна подршка за ранливите. Прво би почнал од превозот на долните села, тоа се Горни Долни Подлог, Мојанци и Прибачево. Второ, тоа е образованието, тоа е ученичите кои се наоѓаат по селата, кои треба да имаат иновативни решенија за грејење, заштита од поплави. Значи, постоја, освен регуларното чистење на каналите, кое е задача на комуналното и на предпријатието за стопанисување со води, секако очекуваме да проектот кој е за заштита од поплави има голем ефект во тој дел.